Што ако постои детален нацрт, буквално план за градење богатство? Денес нуркаме длабоко во безвременскиот класик на Наполеон Хил «Мисли и збогати се». Ке ги откриеме неговите тајни и ке го представиме токму како тоа, како прецизен архитектонски план за успех. Се поставува прашањето, нели? Како е можно една единствена, нематеријална мисла да се претвори во нешто толку конкретно како облакодер, просперитетен бизнис или пак огромно богатство? Епа токму тој процес ќе го истражиме. Трансформацијата на невидливите идеи во видлива, опиплива реалност. И се, ама баш се почнува од оваа една реченица. Ова не е само цитат, ова е темелот, апсолутната основа на целата филозофија на Хил и на нацртот што го разгледуваме. Добро, да почнеме со првиот дел од планот, темелот на мислата. Овде лежи клучната идеја. Богатството, според Хил, не е нешто што се случува случајно, не е среќа. Тоа е директен резултат на свесно, намерно размислување. Значи, мислите се тие што имаат моќ. Всушност, тие се најмоќната сила што може да се контролира. Замислете го ова. Успехот не е лотарија, не е игра на среќа. Тој е директен производ, исход од една моќна комбинација. Силна идеја плюс огромна желба плюс конкретна акција. Океј, го имаме темелот. Сега одиме на следниот чекор во нашиот нацрт. Дизајнирањето. И тука работите стануваат интересни. Не е доволно само да се посакува нешто. Тоа е само магла. Нацртот бара нешто многу по-конкретно. Нешто што Хил го нарекува горлива желба. А што е тоа горлива желба? Па замислете ја како горивото. Тоа е моторот што ја придвижува целата конструкција на успехот. Хил дава одличен пример со приказната за Едвард Барнс. Човекот имал само една цел – да работи со, а не за Томас Едисон. Таа интензивна, обсесивна желба била неговиот прв и најважен чекор. И сега, најдобриот дел. Хил не остава само на теорија. Тој ни дава конкретен чекор по чекор рецепт. Легендарните 6 чекори за претворање на таа горлива желба во реалност. Прво, точната сума на пари. Второ, што точно се дава за возорот? Нема ништо за џабе. Трето, прецизен датум. Четврто, конкретен план. Петто, се запишува на хартија. И шесто, ова изјава се чита на глас 2 пати дневно. Практичен водич. Добро, дизајнот е готов, планот е на хартија. Што сега? Сега почнува внатрешниот инженеринг. Влегуваме во контролната соба, каде што се наоѓа најмокната алатка со која располагаме. Нашиот подсвесен ум. Клучот за програмирање на подсвеста, според Хил, е верата. Ама, да бидеме јасни, овде не зборуваме за слепа надеж. Хил ја гледа верата како еден вид емоционален хемичар. Тоа е таа внатрешна состојба што ја зема вибрацијата на мислата и ја претвора во нејзин физички еквивалент. Практично, таа го убедува умот дека целта веќе се случува. И како се постигнува таа вера? Преку автосугестија. Ова е, така да се каже, контролната табла за подсвеста. Се сеќавате на она напишана изјава од 6 чекори? Епа, со незино постојано повторување, со афирмации, со визуализација, буквално се втиснува наредба во подсвеста да почне да работи на остварување на планот. Океј, внатрешната работа е во тек. Умот е програмиран. Време е за надворешната конструкција. Сега излегуваме од менталната работилница на терен и почнуваме да ги собираме вистинските материјали и алатки. Првиот материјал што ни треба е знаењето, но не било какво знаење. Успехот бара специјализирано знаење, а не само општи информации. Важно е да се свати дека не мора се да се знае лично. Клучот е или да се стекне тоа знаење, или, уште поважно, да се обкружи со луѓе кои веќе го поседуваат. И тука доаѓаат двете главни алатки во нашата ментална работилница. Првата е синтетичката имагинација. Таа е како мајстор кој зема стари концепти, идеи и планови и ги преуредува во нешто ново. Втората пак е креативната имагинација. Таа е врската со универзалната интелигенција, изворот на сосема нови, гениални идеи, но оние аха моменти. Вред, го имаме планот, ги имаме алатките. Но што вреди најдобриот нацрт на светот ако нема кој да го изгради? Овој дел е за зајакнување на структурата, за одлучноста и упорноста. Без нив, секој проект е осуден на пропаст уште пред да почне.
Хил, преку своите истражувања, забележал една многу јасна шема. Успешните луѓе, тие донесуваат одлуки брзо и се држат до нив. А неуспешните, сосема спротивното. Донесуваат одлуки многу бавно, а потоа ги менуваат често и брзо. Ова е клучен показател. А што стои на патот на одлучноста? Што предизвикува одолговлекување? Еден главен непријател – стравот. Одолговлекувањето, според Хил, е само симптом. Вистинската болест, она што не парализира, се крие подлабоко. И Хил ги именува. Ги идентификува 6 главни стравови што го блокираат патот. Страв од сиромаштија, страв од критика, што ќе кажат другите, потоа страв од лошо здравје, од губење љубов, од старост и на крај страв од смртта. Неговата порака е кристално јасна. Овие духови на стравот мора да се препознаат и да се надминат. И сега, за крај, доаѓаме до, можеби, најмоќната компонента во целиот нацрт. Ова е засилувачот. Принципот што не само што додава, туку ја мултиплицира силата, знаењето и енергијата зад секој план. Зборуваме за концептот мастермајнд. Значи, што точно е мастермајнд? Дефиницијата гласи координација на знаење и напор во дух на хармонија меѓу две или повеќе лица за постигнување на одредена цел. Ама, да не се лажеме, ова е многу повеќе од обична тимска работа. Хил го опишува како создавање на еден трет ум, невидлива, но мокна сила што е далеку поголема од збирот на индивидуалните умови. А како тоа функционира во пракса? Па замислете група од неколку луѓе, сите со иста, јасна цел. Тие се среќаваат редовно, разменуваат идеи, споделуваат знаење, искуство, контакти. Резултатот е енергија и моќ што ниту еден од нив не би можел да ја создаде сам. Тоа е чиста синергија што го забрзува процесот до неверојатни размери. И така, кога ќе ги споиме сите делови, ја добиваме целосната формула на нацртот. Тоа е горлива желба плюс непоколеблива вера, подкрепена со конкретен план, спроведена со железна упорност и засилена со моќта на мастермајнд групата. Тоа заедно, според Хил, е еднакво на успех. На крајот се сведува на ова. Мислите се архитектот. Мисли избогати се го дава нацртот. Ги дава сите алатки, сите упатства. Но финалниот дизајн и самата изградба, тоа зависи од секој поединец. Поостанува само едно прашање: што ќе биде изградено?